за здравство повеќе пати во изминатите години вети јавно и се обврза дека услугите за превенција насочени на групите кои што се најмаргинализирани во нашето општество, за превенција од ХИВ, ќе ги одржи по повлекувањето на средствата од глобалниот фонд кои што завршуваат на крајот на оваа, односно средината на следната година. Тоа беше ветано и токму во овој дом, Собранието на Република Македонија со јавна обврска за време на јавната расправа во декември минатата година. Она што добивме е ништо. 27 милиони денари се срамни. Јас сум Христијан Јанкуловски, извршен директор на ХОПС и председавач на Националниот координативен механизм за ХИВ и туберкулоза на Република Македонија. Денес граѓанскиот сектор се обраќа пред вас и пред македонската јавност за кратењето на буџетот за ХИВ за 2017 година. Глобалниот фонд, кој што Македонија поддржува 13 години, заминува на крајот на оваа година. Граѓанскиот сектор побара уште 6 месеци продолжување на грантот со остатокот на средства. Република Македонија е земја со најниска стапка на ХИВ во целиот регион на југоисточна Европа. Тоа е благодарност на поддршката на глобалниот фонд сите овие 13 години во висина од 30 милиони денари. Изградени се капацитети на 16 граѓански организации и институции, 200 експерти од граѓанскиот сектор и одржуваат ниската стапка на ХИВ во Македонија. 15.000 луѓе и нивните семејства се корисници на овие услуги, кои што на годишно ниво се даваат повеќе од 200.000. На 29 септември граѓанскиот сектор испрати писмо до пратениците на овој дом овде со барање да се зголеми буџетот на 65 милиони денари. До ден денес немаме никаква реакција, токму оние кои што се обврзаа да поддржат превенција и одржување ниска стапка ХИВ во Македонија. Истовремено, само пред неколку дена, извршниот директор на Глобалниот фонд се обрати до премиерот, до министерот за здравство, министерот за финансии и председателот на Собранието со длабока загриженост да доколку не се поддржи националната програма со соодветен буџет, Македонија во следниот период ќе се соочи со ХИВ епидемија. Она што се случува моментално во Црна Гора и во Србија, затоа што државата не ги презеде интервенциите за превенција и третман. Ние не сакаме да сносиме одговорност затоа што Собранието ќе носи буџет од срамни 27 милиони денари кои што не се доволни ни за третман, ни за превенција. Ова го алармираме 5 години. 5 години немаме никаков слух. Редно време е да одговорноста ја преземат донесувачите на одлуки, затоа што од 1 јули 2017 година одговорноста ќе биде на владата и на законодавниот дом. Ние ќе продолжиме да притискаме и да бараме да 65 милиони денари само за 6 месеци во 2017 година се стават во буџетот. Неставањето на буџет го загрозува процесот на одробување на 6-месечно продолжување на грантот и можноста, доколку има доволно средства, да Македонија повторно побара поддршка од Глобалниот фонд за сида, туберкулоза и маларија од Женева. И благодарам. Писмото го испративме до сите пратеници уште минатата недела. За сега не добивме одговор и индиции за конкретна насока, за конкретна акција и корекција на буџетот која што ја бараме. Затоа го организираме овој протест, за да уште еднаш јавно ги повикаме сите пратеници, меѓутоа и институциите, пред се владата, пред се Министерството за финансии и Министерството за здравство, бидејќи веруваме дека сите се уште можат да го коригираат овој буџет во согласност со насоките на експертите кои што самите ги ангажира. Сумата за која што зборуваме од 65 милиони денари не ја измисливме ние. Тоа се пресметки на експерти кои што беа ангажирани од Министерството за здравство во текот на летото. Зборуваме практично во рамки на тие 65 милиони денари неопходни од буџетот на Република Македонија за 32 милиони неопходни за обезбедување на терапија, животоспасувачка терапија за 1 година и пресметани 33 милиони денари, значи вкупно до 65, за покривање на превентивните активности кои што во најголем дел ги спроведува граѓанскиот сектор, но за половина година, бидејќи како што кажа мојот колега Христијан, ние се уште очекуваме, се надеваме, немаме финален
одговор дека првата половина од годината се уште ќе можеме да ја покриеме со заштедени донаторски средства, доколку глобалниот фонд тоа го одобри. Токму затоа зборуваме за неопходни 65 милиони денари. 27 милиони кои што сега се предвидени, предпоставуваме дека се предвидени без никакво потпирање на доказите кои што веќе постоја. Ако за некоја јавна програма или јавна политика во нашата земја имаме направено сериозни анализи за тоа што значи вложувањето на средства, како тоа ќе се одрази позитивно или негативно на заштитата на јавното здравје, тоа е програмата за ХИВ. Имено во 2015 година Министерството за здравство во соработка со широк експертски тим од Светската банка и други агенции на Обединетите нации направи опсежна анализа во насока на тоа колку смртни случаи може да се спречат и колку нови инфекции да се избегнат доколку се задржи во зависност од средствата кои што би биле вложени во превентивните програми за ХИВ. И што заклучи оваа анализа? Дека доколку се одржи сегашното ниво на финансирање на националната програма за ХИВ, со оптимално алоцирање на средствата, со фокус на оние активности кои што превенираат ХИВ кај групите под најголем ризик и со зголемување на достапноста на антиретровирусна терапија. До 2030 година ќе се спречат повеќе од 860 нови инфекции да настанат и повеќе од 290 смртни случаи поради задоцнато откривање на ХИВ. Ако ова не се докази, тогаш не знам за кое друго прашање ние во нашата држава имаме посилни докази. Уште еднаш ги потсетуваме пратениците дека од нив очекуваме да носат одлуки базирани на докази и дека доколку остане скратениот буџет, тие ќе бидат одговорни, пратениците и Министерството за здравство и Министерството за финансии, односно владата на Република Македонија, за смрт на македонски граѓани која што може да се избегне во овој момент. Исто така сакаме да апелираме, бидејќи зборуваме за фокус на групите изложени под најголем ризик, за најмаргинализираните во општеството. Сепак сакаме да алармираме јавноста дека ХИВ инфекцијата во Република Македонија ќе остане ограничена во овие групи само доколку ги продолжиме овие превентивни активности. Во спротивно, имаме ризик таа да излезе надвор од овие групи и да стане прашање од поширок размер во смисла на загрозување на јавното здравје. Затоа ова прашање е од висок државен и национален интерес и секако е надпартиско прашање, затоа очекуваме одговор и брза акција од сите пратеници и од владата на Република Македонија. Благодарам, доколку има прашања, повелете. Колкав бил буџетот досега за... Досега, еве и таа споредба е многу релевантна. За 2016 година, кога се уште во најголем дел ние превентивните активности ги покриваме со средства од донации, буџетот издвоен од Република Македонија беше 45 милиони денари. Ние, значи сега зборуваме од 45 милиони требаше да направиме скок на 65 за да надоместиме за заминувањето на донаторот. Наместо тоа имаме кратење на 27 милиони денари. А глобалниот фонд со кога се договори колку пари будушки се... Досега, значи глобалниот фонд со проектот кој што го имаме државниот е до крај на декември оваа година. Собарањето за екстензија уште 6 месеци со остатокот на средства. Во принцип, вкупниот буџет потребен за превенција, третман во оваа држава и грижа и поддршка на сите оние кои што ги даваме услуги е максимум 1 милион евра годишно. Мислам дека немаме доволно добри анализи, но за овие прашања треба да ве упатиме кај надлежните институции, Институтот за јавно здравје и евентуално Националниот координатор и Клиниката за инфективни болести. Ние на годишно ниво имаме регистрирани од 1 до 3-4 смртни случаи. Зборувам заклучно во последните 5 години, заклучно до 2015 година. За тековната година имаме само неофицијални сознанија кои што не би ги коментирал. А дали имате поддршка меѓу лекарите? Да, колку што знам, единствениот лекар кој што во моментот третира пациенти со ХИВ инфекција е овдека на протестот, доколку сака и е спремна да даде изјава, може да, не знам, да се обратите.
Оваа година немало проблеми со терапијата до сега. Во овој момент се дотрошуваат залихите набавени уште минатата година, процедурите за јавни набавки се веќе завршени, но новата пратка на лекови се уште не е стигната. Очекуваме сето тоа да се заврши на време и како што јас споменав и претходно, точно е дека поголем дел од следната година ќе биде покриен со залихи кои што сега ги набавуваме со средства од оваа година. Меѓутоа, ние не можеме со сигурност да кажеме, нели да знаеме до кога ќе траат залихите, дали ќе ја покријат цела година до декември, бидејќи никогаш не можеме да знаеме точно колку нови случаи ќе се појават во текот на годината. Според тоа, нешто што претходно го потенцирав и сакам уште еднаш да го кажам, во рамки на овој буџет за 2017 година мора да се издвојат средства за терапија, независно што имаме доволно залихи во овој момент. Тие средства мора да бидат минимум доволни за да покријат потреби од 6 месеци, бидејќи додека дојде некоја следна набавка со средства од 2018 година, секако ние би имале одреден јас, а процедурите за набавка на антиретровирусни лекови во Република Македонија навистина од искуството траат доста долго, помеѓу 4 и 6 месеци. Меѓу другото и заради тоа што поголем дел од лековите воопшто не се регистрирани во Република Македонија. Значи за ова прашање некако државата воспостави до некаде некаков механизам, меѓутоа се уште има многу несигурност во целиот тој механизам на обезбедување на терапијата и секако мора да му се посвети внимание.